Владата донесе одлука со која се отвора патот за конечно решавање на долгогодишниот проблем со паркирањето во клиничкиот центар Мајка Тереза во Скопје, информираше министерот за здравство Азир Алиу. Со одлуката се создава правна основа за потпишување договор меѓу Министерството за здравство и градот Скопје, со кој управувањето и уредувањето на паркинг просторот ќе му се довери на градот. Станува збор за давање под закуп на недвижен имот со непосредна спогодба, со цел организирање, управување, уредување и одржување на паркиралиштата во рамки на комплексот клиники. Договорот ќе биде склучен на период од 15 години, закупнината ќе изнесува 10% од вкупниот промет. Во следната фаза град Скопје ќе започне со проектирање и изградба на катни гаражи и со инфраструктурно уредување на просторот. Според најавите на министерот, до јуни се очекува да бидат поставени 3 монтажни катни гаражи, со што бројот на паркинг места ќе се зголеми од сегашните околу 1000 на приближно 1500. Катните гаражи ќе бидат поставени на 3 локации во рамки на клиничкиот центар. На местото на поранешната ковид болница до инфективната клиника, во близина на клиниката за гинекологија и акушерство и на просторот кај хелиодромот. Со ова, како што истакна Алиу, се очекува значително подобрување на условите за пациентите, медицинскиот персонал и посетителите. Премиерот Христијан Мицкоски изјави дека очекува инфлацијата да се стабилизира под 3%, нагласувајќи дека трендот треба да покаже јасна месечна тенденција на намалување во споредба со претходната година. Одговарајќи на новинарско прашање, тој посочи дека проекциите упатуваат на стапка од околу 3%, можеби малку под или малку над таа граница, но со континуирано опаѓање на месечно ниво. Премиерот потсети дека во јануари минатата година биле воведени мерки поврзани со така наречената потрошувачка кошничка и изрази очекување дека новите параметри, кои наскоро треба да ги објават надлежните институции, ќе ја потврдат стабилизацијата на ценовните движења. Според Мицкоски, владата спроведува политики насочени кон заштита на животниот стандард на граѓаните и кон економската консолидација. Тој оцени дека земјата излегува од, како што рече, хаотична состојба со нарушени институционални капацитети и дека сега следува фаза на развој и економско зајакнување. Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп изјави дека на средбата со израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху инсистирал да продолжат преговорите со Иран за нуклеарната програма на Техеран. Средбата беше многу добра, одличните односи меѓу нашите две земји продолжуваат. Ништо конкретно не беше постигнато, освен што инсистира в преговорите со Иран да продолжат за да се види дали може да се постигне договор, наведе Трамп. Кабинетот на Нетањаху пред состанокот соопшти дека израелскиот премиер сака тие разговори да вклучуваат и ограничување на иранската програма за балистички ракети и поддршката на Техеран за екстремистички групи како што се Хамас и Хезболах. Инцидент со физичка пресметка меѓу пратеници ја одбележа седницата на турскиот меджлис, на која заклетва положија новиот министер за внатрешни работи Мустафа Чифчи и министерот за правда Акан Ѓурлек. До судирот дојде кога пратениците од најголемата опозицијска партија, Републиканската народна партија, ја зазедоа парламентарната говорница во знак на протест против именувањето на Ѓурлек. Пратениците од владеачката партија на правдата и развојот се обидоа да ги отстранат опозицијските колеги, пошто настана турканица и физичка пресметка. По краткиот хаос, пратениците ја опколија говорницата, што овозможи церемонијата да продолжи и новите министри да ја положат свечената заклетва. ЦХП остро се противи на изборот на Ѓурлек, кој досега извршуваше функцијата главен обвинител на Истанбул. Лидерот на партијата Озгур Озел го обвини дека е маша на Ердоган и дека ја презема функцијата со цел да обезбеди имунитет од евентуално кривично гонење. Претходно во текот на денот се одржа и официјалната церемонија на примопредавање на функциите. Мустафа Чифчи ја презеде должноста од Али Јериклаја, додека Акан Ѓурлек го замени Јилмаз Тунч на позицијата министер за правда на Турција. Времето денеска променливо облачно со повремени сончеви периоди. Попладне кон крајот на денот и во текот на ноќта. Има врнежи од дожд кој во југоисточните делови ќе бидат од 10 до 15 литри на метар квадратен.
ќе дува умерен ветер од јужен правец. Во Скопје е променливо облачно време. Попладне и во текот на ноќта со повремени врнежи од дожд. Ќе дува слаб ветер од променлив правец. Променливото време ќе се задржи во следните денови. Почетокот на следната седмица поради продор на постуден воздух и засилен северен ветер. Врнежите од дожд ќе преминуваат во снег и на некои од повисоките места.